Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте во отвореното студио на телевизија Нова. Како што знаете, денес и утре во Варшава се одржува самитот на НАТО, долго најавуван. Важен момент, важни одлуки наводно треба да се донесат или се донесени, иако ние обичните смртници не ги разбираме големите игри на големите играчи. Она што можеме да разбереме дека на НАТО самитот најмногу се говореше за заканата од Русија и главно дека таа политика се води на два колосека, дека се трупа војска на границите со Русија, но истовремено се најавува и диалог со Русија, дека таа сепак не е толку опасна за безбедноста и да се бара начин заедно да одговорат на светските безбедносни предизвици. Не би биле ние тоа што сме, ако не проговориме и за можноста некогаш Македонија да стане членка на НАТО алијансата, дали сме за, дали сме против, кој е за, кој е против, како тоа може да функционира, колку долго може да се чека, под кои услови, дали името се уште е проблем или може да не биде проблем. Ова се веќе поминати прашања на кои што уште една се навраќаме токму заради актуелноста на темата и одржувањето на самитот на НАТО во Варшава. Ќе разговараме со Оливер Андонов, универзитетски професор, добро вечер, и Цветин Чириманов. Добро вечер. Познавач на оваа проблематика. Не знам дали имаат исти ставови, претпоставувам дека во нешто ќе се согласат, но и нема причини па многу да сме различни, иако посакувам да има мал диалог. Се разбира, доколку најдете дека не се согласувате во сите аспекти од позициите на НАТО и Македонија како членка на НАТО алијансата. Оливер Андоновски, што можеме да очекуваме од овој самит денес и утре? Нешто битно за Македонија, ајде да тргнеме после на страна, дали генерално во геостратегијата нешто ќе се промени, дали зад големите зборови и закани дека САД и НАТО трупаат големи војски на границите со Русија, нешто може да се случи или не. Ние на оваа тема еднаш скоро говоревме, но да повториме дали нешто навистина во вокабуларот на челниците на НАТО се променило. Значи, морам само малку да се вратам наназад на вашиот вовед. Секогаш кога се во прашање евроатлантските интеграции, па особено прашањето за НАТО, постојат различни ставови, мислења и тоа во голем дел представуваат понекогаш и лични ставови, лични перцепции на сите оние кои анализираат и дискутираат во домашната јавност, за тоа зборувам. Така што не е чудо да подискутираме со колегата Челиманов и околу некои други појави и работи, некаде можеби ќе најдеме допирна точка, некаде не, но секако дека за нас представува исклучително важно да се дискутира за НАТО и да таа тема постојано биде отворена, бидејќи тоа е стратешка цел, стратешка определба на Република Македонија. Како што бараме, вратите на НАТО постојано се отворени за нас, бидејќи не моментално за жал вратите на НАТО ни се затворени од други причини, да, но има сугестии дека НАТО треба јасно да каже дека не ги затвара вратите за... Да, се надевам дека во текот на емисијата тоа ќе го допреме како прашање, така да ќе можеме да го анализираме зошто се затворени и што се случува во основа. И сега се свртевме нели веднаш кон геополитиката, сепак НАТО е војно-политички блок или политичко-воена организација која секако остварува пред се политички цели на најголемите земји членки на НАТО. Имајќи ги стратешките определби на земјите членки на НАТО, на најголемите земји членки, пред се на Соединетите американски држави, но од друга страна, имајќи ги стратешките определби на Русија, не е изненадување ова што се случува денеска и што веројатно ќе се случува и утре на самитот во НАТО, некои рекомпонирања во однос на односите НАТО-Русија, односно во заграда да читаме САД, во главном САД-Русија. Дали, сега, кога зборуваме за тоа колкав број на војници се трупа на границите, така да се изразам по-тривијално, тоа е секогаш прашање на перцепција. Некогаш голем број на војници беше ако има стотици илјади војници, беа голем број на војници. Денеска со оваа современа технологија која се поседува, голема маневрска способност на борбените единици, особено поддршката која може да имаат оклопна, артилериска, ракетна и така натаму, заштитните елементи од борбените состави на единиците, дури и
да кажем, една бригада може да оствари голем борбен ефект и огнен ефект врз определена територија. Така што ни едните ни другите не се наивни во тој однос, нити пак може да кажеме дека се безопасни во настапот, бидејќи и тоа што Русија ќе концентрира една дивизија наспрам балтичките земји кои се веќе земји членки на НАТО, и тоа што балтичките земји ќе имаат 4 до 6 батальони концентрирано во тој дел, не се мали сили со оглед на тоа дека зад нив стои и стратешки сили за поддршка, но најголемата опасност е секако од ескалација на едни такви чекори кои ги преземаат. Мислам дека нема да дојде до нешто такво, сепак она што може да се очекува како заклучни документи на НАТО во главном ќе се однесуваат на некој си обид за баланс. Еве, ние демонстрираме сила, но ја повикуваме Русија на соработка, па да најдеме некои заеднички точки. Донов, ја не знам воената логика, но 10.000 војници во современиот свет кој што видите не е малку. Мислам дека толку тој го кажав со оглед на 10 на 13.000 американски војници има во Шпанија, колку што знам, подготвени. Ако толку војска се движи, се распоредува, тоа доаѓа една голема војна вежба која е за домашни потреби, така, веројатно. Ама тој е демонстрација на сила. Така, демонстрација на сила. Тој е демонстрација на сила, значи, да, знаеме ние дека вие можете да дигнете една дивизија од 10 или 12.000 луѓе спремна за брзи операции, за борбени дејства, но исто така и ние можеме да дигнеме ист таков кој број на војници кои можеме да ги употребиме. Работата е во следново. Покажуваме колку имаме сила, но во основа за таа човечка димензија на силата стои технолошкиот развој, стојат борбените системи за поддршка, за огнена поддршка пред се, и нанесување на удари од далечина. Но сега ние не зборуваме за влегување во борбени дејства. Ние зборуваме за една класична демонстрација на сила која дава поддршка на политичките чекори, односно стратешките цели кои треба да ги остварат државите. Чилиманов, едно од, како да кажам, изјавите на челниците на Европската Унија кои што присуствуваат на самитот на НАТО е дека се стрекни што Европската Унија и НАТО се заедно, дека тие врски се заекнуваат, дека на тој начин безбедностната граница е обезбедена на посилен начин. А од друга страна знаеме дека обидот за формирање на европска војска пропадна пред 10-15 години. Ова е само декларативно дека Русија и Европската Унија се заедно или што ново значи во оваа реченица? Мислам дека новото е тоа што Британија е напушти Европската Унија и сега се прават, иако никој од нас не знал дека имало некакво двојство или некаков конфликт меѓу НАТО и Европската Унија, но да речеме обраќањето на преседателот Обама по пристигнувањето во Варшава беше дека во однос на Британија дека очекува тој однос да се развива понатаму на мирен, уреден начин, без хаотични чекори, без антагонизам меѓу Брисел и Лондон, и при тоа дека нели останува американско-британското партнерство, како таа древната нели специјален однос, и затоа веројатно тука се спомнува сега дека практично НАТО има веќе некој паритет како Европската Унија, бидејќи од една страна се сега веќе 3 значајни држави кои што се членки на НАТО, а не се членки на Европската Унија. До сега беа 2, САД и Канада, сега се САД, Канада и Британија. Така да има нека посериозна тежина, да речеме, тој однос кој што треба да се спомни, иако стандардно, да речеме, НАТО е практично штабска, практично еден голем штаб на како костур кој што може да служи во некои идни операции. Како тежина, како организација, нема некоја особено нели политичка тежина. Во моментов НАТО и Европската Унија мора да координираат санкции кон Русија, во ситуација во која добар дел од европските земји се противат на тоа, социјалдемократските партии, особено во Германија, крајната левица во Грција се противат на овие санкции, некои од конзервативните движења како не знам, Орбан исто така се противи на овие санкции, и тука веројатно планираат да имаат некој вид на политички едноставно да им го држат стравот на европските земји кои што сакаат да запрат санкциите кон Русија. Русија постојано добива поделени сигнали од Брисел, од Берлин, од Вашингтон, зависно со кого разговара,
и во германската влада, и во Европската комисија добива, од едни луѓе добива остри пораки, од Нулан добива остри пораки, од Штајнмајер добива помирливи пораки. Тоа е во голема мерка и причината што Европа зборува со неколку јазици, со кажува 3-5 работи одеднаш. Тоа е потикнува Русија нормално да действува поагресивно и особено кога смета дека низините интереси се загрозени од западни политичари кои што некои од нив се однесуваат агресивно, организираат шарени револуции како и тука и така натаму, а потоа чувствува дека немаат полната поддршка на своите држави, дури на своите влади. Дури во САД, да речеме, Русија веројатно и заради тоа беше објавувањето на телефонските разговори на Викторија Нуланд. Чувствуваат дека нема полната поддршка на администрацијата во САД. Повеќе пати покажа Белата куќа дека се предпазливи кога треба да се влезе во воен конфликт. Не размислуваат кога треба да се поттикне некаква револуција, протести, но ангажирање на војска се исклучително резервирани, дури се повлекува од Блискиот исток, што е чекор без преседан, а од друга страна, да речеме, организираат политички преврати во соседството на Русија. Така да такви поделени сигнали се разбира се провокација за Русија и ја влошуваат состојбата. И некој кратко ние отворивме темата за европска армија. Тоа е една многу интересна филозофска расправа која што кој инициираше таа идеја? 2000-те, почетокот на... Мислам дека идејата оригинално беше германско-француска да се ослабне НАТО. И обидот кој постоеше во таа насока беше германско-француски, некои сили дури и беа формирани па се расформираа некако не. Сили за брза интервенција. Да, за брза интервенција требаше да има некоја единица која имаше обид, дури конкретен обид. Да. Тоа беше во согласност со она идејата на Европската Унија да периметарот од 6000 километри во радиус од Брисел, брзи реакции да има силите, значи да го подигат капацитетот на институциите на Европската Унија кои ќе може да действуваат во името на Унијата. Пред се војни сили, значи имаше колку бродови треба да има, колку авиони и колку војници, но мислам дека тука токму во тој пандан на НАТО не успеа да заживее тоа кај Европската Унија и тогаш мислам дека после тоа следуваше таа идеја. Па јас имам такво чувство затоа што после тоа тргна оној Берлин плюс договорот за употреба на ресурсите на земјите членки на Европската Унија на ресурсите на НАТО. Јас мислам дека што се случи имаше сериозен раскол во НАТО околу Ирак. САД, Британија, Шпанија, Италија, Полска тргнаа во војна, додека Франција и Германија беа против. И тука се појави идејата дека треба Европа да има нешто свое. Но, по заминувањето на Буш, со доаѓањето на Обама, политиките се поусогласени, на поблиска линија се, на по-предпазлива, повлечена, резервирана улога се, и нормално дека ќе размислуваат во таа насока. Знаете како, кога зборуваме за тоа, што го кажа и Чилиманов предмалку во односот на тоа како кон Русија, како кон другите земји. Лесно му е на НАТО да действува против Ирак, против Афганистан. Тоа се, па дури и во случајот 99 година кога действуваше против Србија, тоа се мали држави кои се технолошки многу зад капацитетите на НАТО. Значи, тој може да действува од 10.000 метри, може да действува со ракети од Средоземното море, а да не добие, нема возврат, нема едноставно кој да врати на тие действија. Додека кога се работи за Русија, посебно после последните демонстрации на моќ кои Русија ги направи со водењето на ракетите од Средоземно море, а испукувањето од Каспиското море, покажа дека има добри комуникацијски борбени системи, значи за голем дострел. И не сум сигурен дека С-30 или како ги кажат? Па не С-300 беа тие, ама тие беа други, не знам овие кои беа, овие беа бродски ракети, ама ставаат до знаење дека Русија технолошки сепак може би поспоро него НАТО, отколку НАТО, но исто така може да одговори. И кога зборуваме за она дали е НАТО спремен да влезе во отворен вооружен судир со Русија, тоа би било нонсенс за НАТО. Зошто? Затоа што следејќи ги наназад сите стратегии, посебно на Соединетите Американски држави, сем она на Труман и Ајзенхауер стратегија на масовна одмазда, каде што на секој
воен напад на територија на земја членка на НАТО, ќе се одговори согласно членот 5 од Североатлантскиот договор и ќе се действува со нуклеарни сили. По 61 година, значи веќе со доаѓањето на Кенеди на чело на американската администрација, се менува тој стратешки пристап кон реалистично одвраќање, односно посреден пристап, каде што во главном судилите се водат на територии на трети земји, а не директно во таа насока. Сепак идејата за формирање европски сили за брзи реакции или безбедностни сили е малку контрадикторна, контраверзна. Тие, еве да замислиме, би требало се засниваат на војните потенцијал што ги има секоја земја одделно. Или би одвојувале друг дел што би бил заеднички за сите земји. Тоа би било едно тројство. Секоја земја има или припаѓа тој капацитет на секоја земја членка на Европската унија, односно на НАТО, припаѓа на НАТО. Како би се поделиле, кој би командниот дел, како би функционирале. Тоа е техничка работа, дури во договорот од Лисабон тие го предвидоа тоа. Не, тоа е оној партнер плюс договор што беше од Лисабонскиот договор за Европската унија, каде што само момент, во овој миг нема да се сетам точно како се викаше тој елемент кој го има, каде што секоја земја членка на Европската унија кога ќе почувствува дека е доволно подготвена со своите капацитети да учествува во тој дел од Европската унија, од заедничката безбедносна и надворешна политика, односно заедничката одбранбена и безбедносна политика, учествува се пријавува да учествува и дава контингент. Тоа не е проблем. Заедничките команди не се проблем. Ние имаме такво искуство како Македонија во Сибрик. Ние имавме едно време командант на бригадата Сибрик, тоа е бригада на југоисточна Европа беше. И тоа се сили кои не е проблем за да се командува. Значи, тоа се мултинационални операции, мултинационални сили. Тоа е се искуството од Ирак, од Афганистан, со поедини активности во партнерство за мир што се презема. Така што технички не е спорно. Ќе биде главен командант, кај НАТО е јасно, самите кажувате дека тоа се американски сили. Да, ама НАТО е нешто друго. А Европската унија е нешто друго. И нормално. Ја да сум на местото на НАТО би се загрижил за постоење на такви сили. Што ја знам, Европа никогаш не е унисона, нека од државите може да се... Ама не, знаете како, ние искуствено тоа го имаме. Значи не заживеа европскиот проект за европски сили. Туку се потпиша до Берлин плюс договорот во кој се влезе во насока на не ви требаат отприлика, сега да го парафразирам, тоа можеби така потривијално ќе звучи да го кажам, но знаете, ќе го кажам и пред јавноста како би можело да се разбере, како вам не ви требаат посебни сили, еве користете ги капацитетите на НАТО за потребите на Европската унија. Една од тие работи кои Европската унија ги тестираше, па беше случајот во Македонија. Килибрната лисица беше составена од сили на Европската унија, не беше составена од сили на цел НАТО. Добро, предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Слатирова, која е направен за тоа што денеска се случуваше во Варшава на самитот на НАТО, потоа идат реклами и се враќаме повторно во отвореното студио на телевизија Нова. Единство и покрај Брекзитот со одлучност против Русија е фокусот на самитот на НАТО во Варшава. Председателот на САД Обама, кому ова му е последен самит пред крајот на мандатот, се очекува да побара од европските лидери цврст став во однос на руската анексија на Крим и поддршката на Москва за сепаратистите на истокот на Украина. Алијансата и Европската унија потпишаа историски договор за соработка со кој треба да ги надминат децениите на конфузија и недоверба во обезбедувањето на мирот надвор од европските граници. Ова би подразбирало ширење на стабилност и надвор од територијата на НАТО, во земји како Грузија, Украина и Молдавија, но и на северот на Африка и на Блискиот Исток, преку борба против пропагандата и обука за стабилизирање на владите. Сакаме да бидеме подготвени за одговор и да ги координираме активностите кога и ако една од нашите членки се најде под хибридна закана и да спречиме евентуален напад. Затоа сакаме да ја подобриме интеракцијата, да го интензивираме споделувањето на разузнавачки информации и да изведуваме паралелни и координирани вежби. Ова се времење на несигурност е заедничкиот
став во алијансата. Под притисок на растечката руска агресија, сајбер нападите, миграцијската криза и неуспесите на државите во европското соседство, земите од НАТО изразија став дека предизвиците бараат воен одговор, но и помек безбедносен пристап. 28 членки официјално ќе се согласат за распоредување на 4 баталјони во балтичките држави и источна Полска, како демонстрација на подготвеноста на алијансата да ги брани од можна руска дестабилизација на прозападните влади. We don't want a new Cold War. Не сакаме нова студена војна. Тоа е во историјата и треба да остане така. Ќе продолжиме да трагаме по конструктивен диалог со Русија, да ги објасниме нашите намери и да ги расчистиме сите недоразбирања, да го намалиме ризикот од воени инциденти или грешки што ќе излезат надвор од контрола. Русија е нашиот најголем сосед и интегрален дел од европската безбедност. Затоа е многу важно да се одржи диалогот. НАТО не очекува дека Брекзитот ќе смени нешто во улогата на Велика Британија како клучен воен сојузник, иако признава дека се можни проблеми со Шкотска и со Северна Ирска. Никој нема интерес од непријателски преговори. Сите би сакале да се намалат можните проблеми додека Велика Британија и Европската унија ги коваат новите односи. Важно е да пратиме силна порака до светот дека Брекзитот, колку и да е тажен, е само инцидент, а не почеток на цел процес. Кремљ, кој ги отфрла обвинувањата за агресивност, ја критикуваше алијансата дека ја поместува својата граница на територијата на поранешните советски земји, кои ги гледа како своја сфера на влијание. Рускиот председател Путин дури направи неколку гестови со цел да ги намали тензиите пред самитот на НАТО, иако Москва ја нагласи својата намера да распореди проектили способни да носат нуклеарно полнење во руската енклава Калининград, опколена со НАТО нации. Добро, еве повторно во отвореното студио на телевизија Нова разговараме со Цветин Чиманов, Оливер Андонов во рамки на одржувањето на НАТО самитот во Варшава. Слушнавме отприлика што таму се подготвува, направивме една генерална анализа дека до војна тешко да дојде, иако нели се како да зветска оружјето и се трупа голем број на војници на границите со Русија, па сепак од изјавата на Столтенберг јасно е дека тие сакаат да одржат и диалог со Русија, не сака да ги прекинат конците. Таму има представници на балканските земји, особено на Црна Гора, која што е на прагот на членство во НАТО, има и од Македонија. Земјите од Балканот, како да официјалните политики, како да се уште насочени дека тие земји сакаат да станат членки на НАТО, и како што вели Џукановиќ, тоа е затоа што на Балканот се уште мирисе на можни конфликти и добро е земјите да бидат членки на НАТО, дека тоа ги намалува тензиите и опасноста од ескалирање на состојбите, додека пак македонскиот министер за надворешни работи не смета дека е така. Јас предлагаме на кратка тонска телефонска изјава на министерот Никола Поповски, дадена за ја преземавме од сите, но да ја слушнеме како тој го гледа Балканот и членството во НАТО. Да слушнеме оваа куса изјава на Никола Поповски, би било добро. Македонија би рекол дека има една поинаква оптика, бидејќи не сме земја во регион кој е под директни воени закани, нити конфликти. Би рекол дека веројатно на Балканот никогаш не било попредвидливо и помирно отколку што е во овој момент, и веројатно соработката со соседите не била никогаш на едно поголемо ниво на доверба отколку што е денес. За нас НАТО е повеќе политичката димензија, сигналот за политичка стабилност, за предвидливост во регионот и самиот факт што најголем дел од нашите соседи, директни и индиректни, се дел од НАТО алијансата, е на некој начин и доволно висока гаранција за стабилноста во регионот. Македонија очекува дека со самата таа агенда, во моментот кога ќе дојдеме до самото членство, само ќе ја збогатиме таа политичка сигурност, политичка димензија на членството во НАТО. Чиманов, коментар за оваа изјава и за разликата во пристапот на земјите, членки на земјите од на Балканот за членување во НАТО. Србија сигурно не е се уште официјално
заложен дека стане Не, до пред некоја година оваа изјава на вице-премиерот Поповски ќе беше јасна и логична, бидејќи нели имавме навистина добра соработка и во регионот и немаше некои надворешни кризни состојби во регионот, но во последниве година и пол две ние навистина имаме редовни веќе кризирања во политичките процеси во сите земји од регионот, при што да речеме во некои методите се слични, но дури извориштата на тие кризи се различни. Така, например, во Бугарија или сега во Црна Гора можеше да се види дека тие ветри што дуваат од исток, се рушеа влади кои што беа генерално прозападни, со цел да се донесат влади кои што се генерално проруски ориентирани, додека да речеме во остатокот од регионот протестите се гледа дека се организираат, се потекнуваат од запад, од кругови во западните земји, кои што меѓу себе се поделени, кои што се обидуваат да донесат други гарнитури на власт кои што сметаат дека ќе бидат поблиски и послушни, да претпоставам, и поуслужни. При тоа имавме бегалската криза, која што не знаеме колкав број и кои се, каков состав на луѓе поминаа низ регионот, со навистина сериозни потенцијали за дестабилизација на регионот и за нарушување на односите меѓу земјите. Имавме ситуации каскадно земјите меѓу себе да влегуваат во конфликти, Грција со нас, Србија и Хрватска, Унгарија со сите соседи и така натаму. И капак на се имаме, точно да, ние сме обкружени со НАТО членки, една држава која што не е членка НАТО, не е некој вид протекторат, но имаме буквално герилски терористички напад на нејзина територија, со најави дека имало обиди и понатаму тоа да се повтори. Така да не е баш дека состојбата во регионот е стабилна, така да дури председателот Иванов, кој што не отпатува во Варшава, неговиот аргумент беше дека освен, причините се две, едната дека НАТО не ја почитува пресудата од Хаг, дека Грција треба конечно да го трне таа вето и да не пушти да се зачлениме согласно времената спогодба. Втората причина е што меѓу другото НАТО не правејќи го како да го игнорира влошената состојба во регионот. Така да дефинитивно дека и тоа е аргумент со кој што може да се настапува. Која, освен Србија што е вака декларативно не сака да биде членка во НАТО, која од владите во земјите од регионот не е про-НАТО и не е про-европски ориентирана за овие револуции за кои што говориш ти, дека се поттикнати од НАТО, за да дојдат влади кои што ќе бидат уште про-НАТО? Па не да речеме, објективно, кога се бара учествува во воена мисија, ние сме први, учествуваме над пропорционално, да речеме, според број на жители, спраќаме повеќе. Да, апсолутно. Ама, да речеме, и Украина учествуваше, и Грузија учествуваше, па сепак гледаме какви сериозни проблеми се случија во таа борба меѓу истокот и западот. Значи, трите земји кои што беа игнорирани на самитот во Букурешт, Украина, Грузија и Македонија. Украина и Грузија се соочија со првин ембарга на газ, веднаш набрзо потоа со војната во Грузија, кога практично Русија окупираше дел од територија и даде независност, како и да е. Сега истото се случи во Украина. Значи, земјите на кои што не им беше понудена безбедносна гаранција во Букурешт, кои што отпадна во тие преговори, продолжија се соочуваат со кризи. Македонија беше стабилна, просперитетна, навистина без некои посериозни проблеми од тогаш до пред година и пол, но се чувствуваше, например, дека амбасадата на САД во Македонија, некои од западните амбасади, очигледно имаат политички преференции. Јас тоа повеќе го припишувам на политичка блискост и симпатии и соработка меѓу СДСМ тука со нивните, да речеме, братски сестрински партии во Европа и во САД, каде што се на власт. Контакти кои што ВМРО никогаш не успеа да ги развија на такво ниво, отколку што ги припишуваме некои геополитички цели. Но да, нели факт е дека, да речеме, и со да се ветува промена на име веднаш, нели виткање кичма и може би сум сигурно и тоа влијае во овие калкулации. Донов, каков е вашиот став? Генерално еднашка ми се чини споменавме дека еднашка треба можеби погласно да говориме кои се официјалните позиции на Македонија за членство во НАТО и во Европската унија, кој е за, кој е против, како да има различни шпекулации и префрлање на топката дека едни се прозападно ориентирани, дека владата не е и така натаму, иако гледаме од сите изјави на
челниците на власта дека не е така, но некои структури за кои што се вели дека се провладени или провамровски се во настапите јавни, дали се експерти или не се, по-радикални дека тоа не треба да биде така, дека нам НАТО не ни треба ни Европската унија. Значи, надоврзувајќи се на оној дел регионално, во регионот имаме само една држава која на парламент донесе одлука во која рече ние не сакаме во НАТО, сакаме во Европската унија. Тоа е Србија. И таму е стратешката политика тотално јасна дека се против НАТО. Во случајот на Македонија, стратешката политика е сосема јасна дека Македонија е за влез во НАТО и членство во Европската унија. Значи ние имаме кристално чиста евроатлантска определба. Говорите за оваа влада, за владината политика и парламентарната политика, тоа се официјалните политики на Република Македонија. И ние немаме ситуација во која било кој премиер, председател на собрание, не знам, било кој владин функционер да истапи против оваа политика на владата на Република Македонија и определбата за стратешко партнерство со НАТО и САД и односно Европската унија. Се останато, луѓето од мојата фела, од академската сфера, луѓето од вашата фела, новинари, не знам, аналитичари разни, луѓе на граѓански здружени, тоа се лични ставови на луѓе. И јас тука ќе направам една паралела за да може да го појасниме тоа на еден сосема нормален и демократски начин. Во секоја нормална демократска држава, различноста на ставовите е сосема нормална појава и во Соединетите Американски држави Ноам Чомски е против политиката на Соединетите Американски држави во меѓународните односи и ги критикува и за работите во Колумбија, во Јужна Америка и во Централна Америка, за односите со Русија, за односите на Блискиот Исток, за работите во Северна Африка, значи за многу точки ги критикува, но никој на Ноам Чомски не му забранува да предава на угледни американски универзитети, никој не му создава проблем, не му го одзема американското државјанство. Човекот сосема нормално функционира, а ја критикува политиката на Соединетите Американски држави. За волја на вистината, пред неколку години на Глобсек во Братислава, самиот Бжежински јавно истапи против политиката на Соединетите Американски држави на далечниот исток, кон Кина. И немаше човекот никакви последици за тоа, но тоа не значеше дека владата на Соединетите Американски држави ја промени својата политика, својата стратешка политика. И тоа се нормални работи во едно општество. Тоа е слободата на изразувањето и слободата на тоа да некој мисли дека едноставно јас сметам од мои причини дека тоа не треба да е така. Но генерално земено во Република Македонија ние имаме чиста состојба. Република Македонија стратешки определена. Зашто мислите дека некој доведува во сомнеш? Сега. Ќе се надоврзев на тоа, дадовте добар вовед со самото прашање. Како мислам дека се доведува во сомнеш? Се доведува во сомнеш во последно време со цел да се искористи во внатрешната политичка криза. И тоа е некоректен однос кон самата држава. Значи не се тука веќе работи за тоа дека луѓе кои се блиски до политиките на Социјалдемократскиот сојуз сака да наштетат на ВМРО ДПМН, туку наштетуваат на Република Македонија. И во целата таа работа ние можевме да видиме, например, една фејсбук изјава на амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија, во која тој објаснува дека има структури кои се против НАТО и дека за тоа отприлика се обвинува владата на Република Македонија. Не може така да се настапува, затоа што во ниеден случај немаме еклатантен пример во кој кажала владата дека е против членството во НАТО. Тоа што луѓе експоненти на Социјалдемократскиот сојуз го кажуваат и во емисии јавно, тоа е нивен личен став само. И е обид за манипулирање со јавноста дека... На што мислите дека се должи тоа? На кого се повикуваат овие луѓе од опозицијата кои што ама тоа знаете како е, тврдат дека власта тоа е не е правење на тоа е правење на база на изјави на одредени експерти невладини или пак на действувањето на власта. Идат на база на изјави на поедини личности кои според нивната проценка се блиски до владата. И сега ако некој е близок до владата и дал изјава, а не е владин функционер, дал изјава дека тој не сака во НАТО,
тоа не значи дека е владина политика. Владината политика е многу јасна. Дури и она што го спомна Цветин, толкувањето кое го даваат по прашање на незаминувањето на председателот Иванов на самитот на НАТО во Варшава е сосема погрешно. Тоа не е кажување ние не сакаме во НАТО. Тоа е кристално јасно кажување од страна на Иванов. Ние не сакаме да бидеме тема за подсмев и омаловажување во Варшава. Зошто? Затоа што и покрај јавната... Јас ќе ви кажам зошто. Јас сакам да го кажам тоа и како мој личен став, бидејќи така го перципирам. Ние добивме, председателот Иванов доби званична покана од Столтенберг да оди на самитот во НАТО. Но, не да учествува на самитот на НАТО како придружна членка, туку да учествува во делот на оние земји кои се блиски со партнерство за мир. Па ние ќе требаше на некоја паралелна сесија таму нешто да дебатираме со Молдавија и со Грузија. А во исто време Македонија оваа година го спроведува 17-тиот МАП. Тоа е рекорд. Никој не спроведува 17 плана за предпристапни плана за НАТО. А имаме отворена покана за НАТО. Тоа е лицемерие. И како што кажа и Цветин, го добивме и пресуда од Меѓународниот суд и понатаму НАТО се однесува лицемерно и не сака да каже во ред да се спроведе меѓународното право и на Македонија да и се овозможи влез во НАТО, макар и под референцата. Еве, само секунда, Цветин, баш сакам да го слушнам твоето мислење на ова што говореше Андонов и генерално околу овие тези, но бидејќи Андонов ми даде шлагворд со ова сега што го кажа за грешките критиките кон НАТО, Херитич има сличен став с писанието во кое има 8 препораки до НАТО, во кој четвртата точно се вели дека Македонија конечно треба НАТО да покаже поголемо разбирање за членство на Македонија во НАТО и дека треба да ја притисне Грција да се придржува, ако не повеќе, на одлуката за која говорите ви, да биде барем под БРМ примена како членка на НАТО. Се извинувам на што ќе земам збор кратко, со единствена многу битна мотивација. На тој начин се отстрануваат многу ризици и закани врз Република Македонија, односно врз регионот. Вака останува пораката која се праќа, дека НАТО си поигрува со Република Македонија и ја остава на маргините. Ние не сме нити Молдавија, нити сме Грузија, нити сме во таков регион да бидеме во состојба на постојан таков ризик. Туку напротив, со ова однесување се создава плодна почва за внатрешни конфликти, за дополнителни ризици и закани врз Македонија и регион. Добро да ги слушнеме изјавите, тоаш предлагам на амбасадорот Ристо Николски и на генералот Благој Марковски, дадени за телевизија Нова, токму на оваа тема членството на Македонија во НАТО, а потоа да го слушнеме ставот на Чиниманов околу тешните политички прилики во Македонија, како ние го доживуваме членството во НАТО и во Европската Унија. Најновиот развој на состојбите во стариот континент, нашиот континент, ми се чини дека мораме да имаме одеден, ако сакате, испитувачки став, малку дилеми, малку нови размислувања, да повторно го ставиме тоа прашање на маса околу нашето членство во НАТО. Да почнеме од фактот дека по Украина НАТО веќе не е една, да речам, асоциација на држави кои се борат за мир и соработка и демократија, него НАТО по Украина се покажа во една агресивна улога. И сега имаме таа конфронтација меѓу стариот континент Европа или Унијата поточно и Русија, која се предлагаме санкции во Русија и сето тоа се прави на погрешна основа. Разбирате, Русија не беше агресор, како што сите аналитичари на НАТО го потврдуваат деноиве во овие подготовки за самитот, не беше Русија агресор во Украина, нити е, туку во Украина имавме класичен државен удар организиран од Запад. И после тоа следеше руската реакција, која беше одбрамбена во основата и сето што преземе е некакво, ако сакате, легитимно право. Република Македонија во овој момент е со најдолг стаж на чекање за членство во НАТО структурите и тоа од единствената причина што се појави спорот со името со Република Грција, кој иако со времената спогодба од 95 година меѓу Република Македонија и Република Грција
не смееше да се појави, односно беше еден од членовите на оваа спогодба дека Грција нема да ги попречува вклучувањата и асоциациите на Република Македонија во меѓународните организации, вклучувајќи и НАТО структурите, но ете, за жал, тоа се случи прв пат 2008 година во Букурешт и понатаму на секој самит на НАТО ние фактички бевме многу предпазливи во очекувањата за Република Македонија, односно за низиното пристапно членство во НАТО структурите. За жал, и во овој момент нешто посебно позитивно за Република Македонија не може да се очекува без оглед на сите предизвици и закани кои постојат по безбедноста воопшто на глобално ниво и кои ќе ги разгледува НАТО самитот овие денови во Варшава. Република Македонија може евентуално да биде спомената во смисла на тоа дека ќе се повтори истата клаузула или истата дефиниција која беше повторувана и на претходните самити и јас лично не очекувам нешто посебно позитивно да се случи за Република Македонија и таа да биде примена во членство на НАТО. За жал, оваа состојба не е добра за Република Македонија, како што воопшто не е добро нити на глобално ниво, бидејќи се појавува една дупка во регионот на Западен Балкан, но за Република Македонија е посебно неповолно од аспект на тоа што сме осудени или да го решиме името во смисла на подклекнување и прифаќање на било какви директиви кои доаѓаат од страна на Република Грција, или пак во овој период, додека не постанеме членка на НАТО, да бараме сојузништва, пактови со други земји на билатерален план, како што имаме стратешки спогодби во областа на одбраната и безбедноста, подпишано со Соединените Американски држави и со Република Турција, тоа Република Македонија може понатаму да го проширува и на тој начин да создава безбедносни аспекти за својата територија. Добро, од големи глобални прашања влеговме внатре во Македонија, бидејќи очигледно медиумски како да се создава една атмосфера дека едни се за Русија, едни се за Америка, како кога бевме мали, тоа беше многу актуелно во времето на студената војна, па се прашувавме кој е за русите, кој е за американците и тоа се правеше на трка кој е посилен, кој е помоќен. Чиливанов може и така едноставно и просто се поделат граѓаните, интелектуалците и партиите, власта и опозицијата дека едни се за НАТО, едни се за Русија и... Не, работите беа простојно се заплетка со многу манипулации. Оливер добро кажа дека СДСМ се целосно посветени моментов на правење перцепција дека ВМРО е проруска опција, иако првен тоа историски не е точно. Значи, социјалистичките партии од цела Европа, секаде во светот беа приврзоци прекрлежени за Русија. Тие беа строго антизападни партии. Тие беа активни дури во некои поранешни колонии, во сите поранешни колонии на Британија, на Франција, на САД, низ Африка, низ Блискиот исток промовираа социјализам, движење на неврзани, самоуправно уредување и нели сите тие други промашени идеи на Југославија ги ширеше и Советскиот сојуз ги ширеа, паралелно во координација, некогаш во ривалитет, но тоа беа исклучително антизападни движења. Значи, нашите дипломатска елита, воена, разузнавачка, како сакате, елита е задоена и изградена на антизападните идеи и размисли. По распадот на тој нивен систем... Од тој период зборуваме, не за денешната. Тие не ги променија, мислам, луѓето си се истини, се сменува. Да, ако сметаме на тоа дека СДСМ е наследник на комунистичката партија, ги користи целата нивна инфраструктура, се користи. Се разбуди на 9 септември 1991. Не верам дека се сменило нешто во нив, но не можеш да го смениш твојот начин на размислување и гледање на работите, но беа агилни, имајќи предвид дека кај нив беа нели и дипломатите и луѓето што зборува англиски, имаа контакти и така натаму, сватија дека е дојден нов шериф во градот и веднаш се обида да се прешалтаат кон нив, а во исто време да представат другата опозицијската партија како националистичка, шовинистичка и така натаму, иако еве на пример гледаме дека по доаѓањето на ВМРО на власт ние прв пат гледаме западни фабрики, западни банки во земјата, отворање на пазарот телекомуникацијски, автомобили, значи грубо еден
видлив показател, значи какви автомобили се возат тогаш, какви се возат сега во Македонија, за разлика од периоди кога се бркаа странски инвестиции, се инсистираше економијата да остане затворена според тие стари социјалистички размисли, да не се отстапат на странците, клучните, командните врвови на економијата. Значи тоа размислување остана во СДСМ, дека ние треба да внимаваме и да бидеме затворени кон Запад, но реториката ја сменија, но во пракса нивните постапки беа такви. ВМРО го призна Косово, што е еден чекор пар екселанс за расчистување со стариот начин на размислување за прифаќање на новата западна реалност, а како ги прими бегалците, се разбира, дозволи интервенција преку нас да оди на Косово, како против услуга добива полициски, удбашки, амбасадорски подметнувања и 2001 година и сега. И нормално дека топлокрвно суштество како може да реагира на такви реакции, на таква подадена рака од страна на Македонија кон Запад, кога гледаме дека луѓе од амбасади одат по судовите, подметнуваат случаи, монтираат процеси и така натаму, како треба да реагира сега човек во таква ситуација? Треба навистина да се биде сталожен и смирен, за да водата, толканата вода да не се фрли бебето. Значи, со овие подметнувања и манипулации со кои што сме соочени изминатиот период, да не се нарушат стратешките предоби, дека навистина актуелната влада во која што можеби третинка од министрите се родени во Америка или студирале таму или кариерата таму ја правела, не на УКИМ, туку во американски факултети, дека оваа влада сега била антиамериканска, антизападна. Јас ги спомнав преска ветриштата кои што дуваа на Балканот, обојните револуции и од Запад и од Исток. Една од источните револуции кои што дуваше, кои што беше навистина забележителна. Нели, во Црна Гора имаше обид да се сруши владата на Ѓукановиќ. Еден период и СДСМ и Соросовите организации се навлекоа на тоа, рекоа, еве како во Македонија и тука има восстание. Сватија дека тоа восстание оди во проруска линија, па од тактички причини се повлекоа, но една успешна таква револуција беше во Бугарија, кога Сергеј Станишев успеа да сруши владата на Борисов, 2013 мислам, со декларирана цел дека руши владата на прозападната конзервативна опција во Бугарија, за да го изгради Јужен поток. Набрзо после тоа Сергеј Станишев не му беше дозволено да стане премиер на Бугарија, социјалистичката партија се распадна како полош од СДСМ денеска во Бугарија, но Станишев беше избран за лидер пак на паневропските социјалдемократски партии. И сега ние имаме една бизарна ситуација во протестите во мај 2015 година, кога на 17 мај во Македонија. Да, во Скопје, кога на 17 мај СДСМ има митинг и еден од говорниците е Сергеј Станишев, кој што општо познато беше дека тоа што го направи во Бугарија 2 години претходно, таа револуција, тие протести беа во отворено, не се криеше во интерес на Русија. Сега тој зборува на митинг на прозападната наводно СДСМ, а од друга страна утредената ВМРО има митинг, поминуваат неколку моторџии кои што изразуваат, кажи го, поддршка на Путин. Ние се фокусираме на тоа, а не се фокусираме на фактот дека крупен калибар европски политичар кој што е од сестринските партии на СДСМ, отворено проруски настапува, беше говорник на митингот на СДСМ, за тоа не изборуваме. Или има една патетична, бедна појава која што СДСМ ја промовира во Македонија, тој е господинот Ван Хојта, кој што првен беше независен застапник на медиатор во Македонија и тоа испратен од страна на Могерини, на шефицата на европската дипломатија, за која и самата има доста се напишувано и има доста обвиненија дека и самата има контакти со Русија и дека ја држат меката линија кон Русија во Европа. Ван Хојте доаѓа тука, во еден момент утврдуваме дека човекот е, како што вели денеска амбасадорот Джес Бейли, поборник на теорија на заговор. Има објавено десетици текстови во кои што тврди дека американците провоцираат војна со Русија, американците го срушилат тој патнички авион над Украина, како што беше. Да, и тие седат заедно. На екран да ги погледнете. Да, лево на екранот. Да, големиот екран. Да, и седат заедно на настани со Фани Карамфиловска од Сорос, со Фуере, со Фрчковски, со Пендаровски, со двајцата последни председателски кандидати на СДСМ. Тоа е, значи, Ван Хојте е представник на минорна проруска партија во Белгија, која што се залагала своевремено за
унилатерално Западот да се разоружа нуклеарно. Значи, западните земји да ги уништат своите нуклеарки, Русија нека си остане. Значи, што сакате повеќе по антизападен став од тоа? СДСМ не го промовира како не знам каква појава тука во Македонија. Нема е доста усуштина пријателче поранешен подпредседател, спикер на парламентот на Белгија Лоде Ванос, тој е овој господин тука, ако може да се види едно место преку Стево Пендаровски, кој што исто така доаѓа да ги подучува СДСМ какви политики да тираат. Ако удрите на Google, ви излегуваат десетици негови настапи на Russia Today. Човекот е редовен посетител на руската телевизија. Доаѓа во Скопје, се среќава со Фрчковски, со Пендаровски, со Фани Карамфиловски, со Лидија Димова, па дури капак на се во едно тие дебати што ги објавија на YouTube, сиромашкиот Петрица Рачини станува, дига раче и вика: "Ама знаете вие да ви кажеме, господине, на вас посетителите од Запад што сте ни дошле, ВМРО е антизападна опција." Тоа му го кажува на човек кој што има десетици настапи на Russia Today, редовен коментатор има да објаснува геополитички теми. Значи, тотално се тие подметнување страна на СДСМ, партија која што со ништо не направи да преориентира Македонија кон Запад, освен со своето полтронство, сваќајќи нели исконски дека мора да има некој газда, кога веќе тој газда не е во Белград, каде да го бараме во Брисел, утре ќе го бараат во Москва, во Пекинг, каде и да. Но со една единствена цел, да се дојде на власт, па и поштета на македонскиот народ. И синоќ како во контекст на ова Цветин што го кажа, на топ тема токму излезе Фрчковски. Токму оваа теза ја пласираше дека ВМРО е владата на Република Македонија е проруска. Ако ние зборуваме за една, така кажам, проруска наводно определба, во наводници ја ставам, дали е тоа барањето на владата на ВМРО ДПМН е да имаме економска и енергетска соработка со Русија. Тоа е легитимна работа. Германија Северен поток го прави за милиарди долари. Ние не можеме да имаме економска соработка за наши потреби. А на Германија никој не наоѓа замерка зошто со Русија на таков начин соработува. Тоа не значи дека Германија е проруска. И многу е лоша состојбата кога еден така интересен геополитички склоп се обидува да се префрли на локално ниво, па својата неспособност Социјалдемократскиот сојуз да ја оправда пред некои дипломатски представници во Република Македонија, за кои искрено се прашувам дали ја застапуваат политиката на својата земја, официјалната политика, или застапуваат своји лични ставови, па се обидуваат. Тоа можно во партиски ставови можно, партиски ставови можно е да застапуваат. Не знам дека се дозвола такво нешто, бидејќи тие се видите, имавме многу чудни состојби. Како може нашите амбасадори да речеме да спроведуваат своји политики? Како не може, господин Николовски, знаете што се случува? Па наши амбасадори има кој собствен став презентира како да е државен став, па тоа сме го виделе назад многу пати. Никола Димитров не беше амбасадор. Никола Димитров не беше такви да го решава спорот во Хаг меѓу другото за НАТО, па види го сега. Мислам, еден став кој што објективно да речеме јас го држам и за кој што сум бил обвинуван дека сум евроскептик, тоа е дека не треба да бараме членство во Европската унија. Јас сум за членство во НАТО, но не за членство во Европската унија, имајќи предвид во што си има претворено откако ние аплициравме за членство. Значи, таа дневно се трансформира и поприма нови карактеристики кои што не се во опис и попис на работно место и не беа во опис на работно место кога беше формирана или кога ние аплициравме, но еве бев нарекуван евроскептик, па еве сега од пред 2 недели тој став го дела мнозинството во Британија. Мнозинството граѓани и практично најтрадиционалната партија, конзервативната партија во Британија. Па во ред, еве ако британските конзервативци, партијата на Маргарет Тачер е антизападна, во ред, еве јас сум тогаш евроскептик и антизападна. Но што значи да Чириманов дека луѓето со слични ставови како тебе се надеваат дека и владата на крајот на Христос ќе попушти, ќе осмени својот став кон Европската унија? И кон НАТО? Кон НАТО не, кон Европската унија да. Очекуваш дека ќе прифати, дека ќе осмени, дека нема да биде проевропски ориентирана? Значи не е тоа проевропски, тоа е значи ние сме проевропски ориентирани во насока на тоа што нашите министри не знам колку авионски билети до сега потроши одејќи низ европски држави, носејќи инвестиции, банки, телекоми и така натаму. Но во меѓувреме, додека ние аплицираме и чекаме да почнеме преговори, Европа секој ден поприма нови карактеристики кои што
не треба да ги има, како што е мишање во, најново е да речеме, они треба да кажат каков тип на јавни кампањи треба владата да има по медиумите. Тоа е веќе микроменеджирање на државите членки. НАТО не е ни оддалеку толку агресивна и настојчива институција. Таа не се меша во се. Не се меша во составот на, не знам, мебелот што го користиме, текстилот што го произведуваме, виното што го правиме. Значи не се меша во нашите работни односи, не се меша во енергетски прашања и така натаму. НАТО бара една широка ориентација, посветеност на демократија, пазарен систем, човекови права, но не навлегува буквално да микроменеджира се со илјадните страници дневно што се прават. Вие може да сте против тоа да сте пак европеец, мислам, ние. Има се нијанси. Прво вие се слагате со ставот дека не во целост, не во целост. Сега ќе ви кажам како. Прво, значи, да, членството во НАТО стои како неприкосновена стратешка определба, со тоа што јасно претседателот на државата кажа, нема да дозволиме да бидеме за подсмев и да си поигрувате со нас, да ги прекршувате одлуките на Меѓународниот суд на правда и тоа да го правите така. Тие веројатно не се за подсмев таму. Не. Тие отидоа сега на пониско ниво. Ние со тоа демонстрираме. Да, тука сме, но не на највисоко ниво, бидејќи сакаме да ви укажеме на некои ваши погрешни постапки. Тоа е порака пред се. Добро. Сега, ова што го кажува Чилиманов. Да, Европската унија претрпува промени, но Европската унија, мене лично што ме загрижува, е што покажува некапацитетност за справување со клучни кризи кои се однесуваат на загрозување на незината безбедносна територија. Една од нив беше бегалската криза, каде што не настапија воопшто организирано. Туку Македонија го понесе товарот. Иако за тоа веќе зборуваме, мој став е дека ние треба да му замериме во многу што на Орав. Тој како евроамбасадор требаше да истапи во заштита на Македонија и во барање за помош на институциите за безбедност на Република Македонија во справување со една тешка мигрантска криза. И тука Европската унија покажа некапацитетност за однесување. Но тоа, според мене, не значи дека не треба да се откажеме и да кажеме не, ние неќеме во Европската унија. Има бенефити кои Македонија може да ги искористи со влезот во Европската унија, но да се уредат некои односи. Ќе прекинем за кратко, има 15 до 10, уште еден блок реклами, а потоа завршуваме со вашите завршни ставови. Имам едно-две прашања кои што ќе бидат малце провокативни за вас двајца. Добро, еве сме при крајот со емисијата. Реков, имам провокативни прашања. Од она како вие говорите, дали можем да заклучам дека ние немавме соговорник кој што ќе ги бранеше позициите на опозицијата, генерално вашите напади кон опозицијата, дали значи дека сте вие дека сте десничари, дека сте провладини во ставовите или не? Знаете зашто? Затоа што ако сте блиски или ги поддржувате ставовите на власта, тоаш има, ако меѓу вас има разлика околу тоа дали ЕУ и НАТО, има уште една трета струја која сметаат за провладина, која смета обратно. Таа е против било какво членство во НАТО, а за влез во Европската унија, што е противно на ставот на Чилиманов, да речеме. Значи, мојот став... Значи, имаме три различни гледишта околу тоа. Мојот став беше јасен. Членство во НАТО и во Европската унија тоа се врзани садови. И по безбедностен, и по економски, и по политички аспект. Значи, во овој момент, како што зборуваме сега, вие можете да како новинари заклучувате или јавноста да заклучува кои не слушаат сега, да овие се провладини. Не се работи за ставот провладини, туку за поклопување на личниот став за оној кој владата јавно како стратешка цел на Македонија го изразила дека ние сакаме членство во НАТО и во Европската унија. И тоа е стратешка цел на Македонија. Мојот став се поклопува со тоа. Не мора да значи на секого дека мора да се поклопи. А затоа и го спомнав и примерот со Бжежински, и примерот со Наум Чомски. Но и примерите што Чилиманов ги даде со точно да ги покажа. Значи, многу е симплифицирано да ги подели луѓето дали се за Русија и за Америка како
СДСМ или ВМРО, бидејќи очигледно станува збор за индивидуални пристапи и некојаш не ни знаат со кого им разговараме, со кого седиме на маса, а се декларираме дека припаѓаме на една опција. Токму тоа е поентата, затоа и реков, тоа се лични ставови, но ако некогаш се поклопат ставовите со оние кои се на владата, односно стратешките определби на државата, тогаш човек може така да каже дека да го препише тоа на блискост. Но ние имаме, ако така зборуваме, и директни и луѓе кои се дел од владеачката коалиција, па кои настапија како личен партиски избор да потпишат една декларација со Русија, која воопшто не е про-НАТО и проевропска декларација. Но се додека во тие ставови, јас да појдам од себе си, настапувам со личен аспект и со својот кредибилитет и со своето академско звање дека јас го перципирам тоа така и се залагам за такви некои ставови, тоа е само мој став. Изнесен јавно, за кој јас носам одговорност зашто сум го изнел така. Но, кога јас би бил член на владата или председател на владата или би креирал државна политика во некој аспект на некоја висока државна функција и не би се придржувал до одлуките на владата, тогаш можам во секој миг да излезам од таа влада и тогаш сопствените ставови да ги бранам. Ова што јас сега ги поддржувам ставовите на владата за членство во НАТО и Европска унија е мој личен став и сосема случајно се поклопуваат во овој миг. Така, Чиманов? Не, јас сум согласен да речеме ако ВМРО или владата актуелна треба да одговара за ставовите мои или не знам, често пати се ги прозиваат за Миленко Неделковски, за Латас, за Мирка и така натаму. Јас сум согласен, но би требало да бидеме фер. Во тој случај би требало и СДСМ да одговара за ставовите на Тричковски или на Геровски или на Мухамед Зекири, нивните закани, нивните навреди и така натаму, а би инсистирал, значи ВМРО нема направено ништо толку сериозно, како што е потегот на СДСМ да покани проруски агент од висок ков во Скопје на нивен митинг, или да речеме да ни промовира човек кој што е наистина деформирано проруски ориентиран во своите ставови, како Станишев, Ван Хојте, Ван Уст, да настапуваат на нивни собери, да ги организираат партијата, да ги учат што да прават и така натаму. Инаку за мојата ориентација, да речем, јас имам, ние сме веќе 8 година во сад на власт една крајно левичарска гарнитура, со која што немам апсолутно никакви допирни точки, не можам да ја смисламе навистина до моментот во ред. Тоа се толерираше кога праќа некакви незабележителни амбасадори типот на Миловановиќ или Воларс, без некакви посебни амбиции и така натаму. Но во изминативе година и пол тоа е наистина агресивно натурање на ликови кои што они ги имаат одбрано без никаква поддршка во јавноста, ги имаат креирано преку повторно крајно левичарски организации како таа на Сорос, нивно наметнување како некоја елита во земјата, од која што никого не е прифатена, која што не знам, сметаат дека може клучна врата подготвена да преземе контрола врз Македонија, што е долгорочно може да ги наруши односите меѓу македонската десница и САД, посебно што да речеме навистина тешко луѓе да имаат сега да толку нијанса да фата. Лоши презентации, тоа не е така. Завршувам. Тоа е тенденциозна лоша перцепција. Тоа е проблемот на Најдете ми еден од македонската влада, односно од десницата, од ВМРО ДПМН, кој настапил, значи од раководството зборам, од оние кои креираат политиката, кој настапил против НАТО и Европската унија. Нема, прави се што може да го сврти ВМРО против него. Така да тоа е тоа. Господа, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Благодариме на поканата. Што почнавме од геостратегија и дојдовме до внатрешните локални поделби проблеми и редно беше можеби и за тоа да се проговори на некој начин. Благодарам уште нешто бевте гости во отвореното студио. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.